Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта, каде и денес обработуваме една интересна и актуелна тема. Сигурно некогаш во животот сте почувствувале болка во грбот, можеби ја имате и во моментов, додека не гледате. Дали болката што ја предизвикува дискус хернијата е специфично непријатна? На кој дел од телото обично се чувствува и се јавува ли ненадејно, кога најмалку очекувате? Како се третира дискус хернијата? Помага ли физикалната терапија? Неопходна ли операција? За сето ова денеска ќе поразговараме со доктор Ирина Поп-Димитрова, Митревска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација во Аџибадем Систина. Докторке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Благодарам на поканата и баш ми е драго што ќе продискутираме на една тема која што е многу честа. Не постои човек што нема проблем со некој сегмент од нашето тело, меѓутоа грбот, вратот, крстот, така да речам, навистина е се почеста и почеста, така да веројатно ќе се појаснат некои работи на гледачите. Сите знаеме дека рбетот е составен од пршлени, но ретко ги споменуваме дисковите, односно дискусите. Што се тоа дискуси и зошто се тие потребни? Так, рбетот е една конструкција, односно еден дел, многу битен сегмент од нашето тело, кој што е изграден од пршлени. Меѓутоа, тоа е нели така, општо познато пршлените, меѓутоа конфигурацијата на рбетот е составена од пршлени дискуси. Тоа се едни рскавични творби, значи баш стрикно рскавица, која што се наоѓа помеѓу секој сегмент на вратниот или торакалниот или лумбалниот пршлен и се буквално народно кажано едни амортизерчиња кои што го дозволуваат, ја дозволуваат подвижноста, кои што амортизираат одредени сили, кои што го овозможуваат нашето постоење, движење, седење и буквално сите положби. Они се најодговорните креатори на сето она што ние го поседуваме. Доколку ги немаме дискусите, ќе можеме ли да се свиткаме, да го свиткаме рбетот? Нема да можеме, веројатно, тоа не е ни дискутабилно, него они се тие што го возможуваат, ја возможуваат подвижноста и се амортизира, односно ги амортизираат сите удари, ја амортизираат тежината и тоа е една комплексна биомеханика на нашето тело, а тие се главните во таа мината улога во тој сегмент. Кога ќе го споменеме терминот хернија, веднаш помислуваме на кила. Сега дискус хернија, дали ова кила на дискусите? Да, во буквална смисла хернија значи нешто што излегува надвор од своето место. Значи, тоа е таа кила што ја збориме народно, што луѓето ја препознаваат како поим, и тоа е буквално кила на таа рскавична творба која што анатомски е составена од еден фиброзен прстен кој што внатре во средината има една желатинозна маса, значи една полутечна маса, и кога под одредени околности тоа напукнува и почнува да се деформира и да излегува таа течност, значи да истекува таа течност од своето лежиште, тогаш викаме дека се работи за дискус хернија, односно нешто што отстапува и излегува од своето место, нормално место на постоење, почнува да ни прави некаков проблем. Сега, овој проблем почесто е присутен кај мажите или кај жените? Статистиката е многу варијабилна. Има еден проблем кој што наназад години малку потешко се диагностицираше и ние немавме толку достапни диагностики, толку можности во медицината да ги следиме и да ги верифицираме. Во поново време факт е дека завземат голем замав и се почесто е причината за одредена проблематика кога ќе се јават пациенти со болка и со така натаму. Меѓутоа, алатка ни е таа диагностика која што користиме се повеќе во медицината и веројатно тука е моментот зашто повеќе го диагностицираме. Јас би кажала дека возраста е малце поприоритетна, сепак се јавува почесто во една возраст популација која што е активна, би рекла меѓу 30-та и 50-та година, барем статистички така се води. Меѓутоа, за жал, денеска гледаме се повеќе и повеќе млади луѓе, значи зборувам дури 15, 20 годишни, 25 и така натаму, момчиња, девојчиња, можам дури да кажам, кои што почнува да имаат проблем од овој тип на проблематика во однос на рбетот. Така не би се очекувало на таа возраст да има таков проблем, но што доведува
до дискус хернија? Се знаат ли причините? Постои ли една главна причина, основна, или пак не е тоа така едноставно? Причините секогаш се, за секој проблем постојат повеќе причини, односно мултифакторијалност. Сега прашањето зошто сега почесто се јавува порана возраст, имаме одговор веројатно на тоа, меѓутоа сепак нели се уште немаме сознание, имаме и почнуваме веќе да детектираме зошто и како. Една од главните причини зошто се јавува во се помлада популација е начинот и стилот на живење. Седечки? Да, без доволно физичка активност. Ке дојдеме до тоа да седењето е еден од ризик факторите, од поголемиот, така со поголем интензитет што влијае. Развојот, растот, физичката активност, исхраната би кажала, полужбите, сето тоа веројатно таа пасивност. Јас со еден збор би му дала една заедничка конфигурација, тоа е пасивитетот кој што е присутен во и трендот на нашето денешно живење. Значи, не луѓе седиме сите ние, работата ни е со седење или било што, меѓутоа постојат начини како тоа можеме да го надминеме и како можеме да превенираме и да си помогнеме. Јас знам дека работата е таа и не можеме да ја смениме, меѓутоа постојат модалитети како тоа да го Ке ни појасните во текот на емисијата како тоа ќе се реши, да проговориме уште малку за ризик факторите. Вела дека старењето е причина. Што тоа значи дека сите ние ќе се соочиме со ваков проблем? Правена е една клиничка студија, многу интересна ја прочитав, и се правеше снимање на послучаен избор. Тоа ќе го објаснам, значи луѓе кои што се движат по улица и случајно били избрани со проблеми, без проблеми, правени се испитувања, односно правена е магнетна резонанса на рбетот и се установило дека во популацијата тоа е процес кој што е присутен. Меѓутоа прашањето зошто кај некого прави проблем, а кај некого не прави проблем, меѓутоа е и од тоа можеме да заклучиме дека сепак ние во секоја форма старееме. Така. Старееме во буквално од сите системи, од сите органи и така натаму. Тој еден процес и нормален тек, нели, кој што го живееме, се раѓаме, живееме и старееме. И процес на старење, ние тоа стручно го кажуваме дегенерација. Значи, поимот дегенерација, буквално во преводот, за да им биде појасно на гледачите, е процес на старење. Старееме, меѓутоа, зошто некој порано старее и зошто на некој тоа му прави поголем проблем, а на некого помал проблем. Али статистички процесот е во прогресија и тоа е малце, нели, како да кажам, сепак нормална фаза во нашиот живот, така. Во нашиот живот, да. А што е со повредите? Дали ако го повредиме рбетот на некаков начин? Еве да паднеме. Се случуваат падови кога надворе замрзнато, да се сопнеме, да паднеме од скали, еве да изгубиме рамнотежа. Дали таков тип на повреди би можеле да доведат до дискус хернија? Повредите се еден од ризик факторите кои што доведува до микротрауми, кажуваме ние. Значи, секој удар, секој пад, секоја набиеница, секоја микротраума, не мора да биде тоа и многу голема траума. Големата траума, да, секако, меѓутоа, некогаш луѓето, ама не паднав, не сум повредена, имаме микротраума, да, микротраума, значи многу мали. Тоа јас секогаш кажувам народно и на пациентите, капка по чашата, капка по капка по капка, и кога ќе се прелие чашата, веќе се појавува проблемот. Дефинитивно повредите, особено луѓе постари што ќе паднат, помлади, спортисти, секоја траума, секој удар и секоја повреда телото го памти и секоја повреда не е безазлена и остава некаде последица која што може и покасно да избие како проблем, а да биде причината предходно. Затоа и пациентите кога доаѓаат, многу е битно да ги прашаме, да дадат доточни податоци, да дадат, тоа го викаме анамнеза, односно анамнестички податоци, затоа што и тоа ни дава алатка која што малку можеме да ги врземе работите и да ги поврземе за да бидеме сигурни за некои работи. Докторке, дали оптоварувањето ги оштетува дискусите? Многу често криваме тешки кеси од продавница, понекогаш ги носиме само во една рака, полесно ние да речеме на десната страна. Или самото кревање на товарот може ли да предизвика проблем? Прво,
тие дискусии ја носат секојдневно и во секоја секунда и во секоја минута од нашето постоење, одење, седење, тие дискусии трпат тежина првично од нашето тело. На површина која што е како рбет, сумирано со биосили, со механика и така натаму, тие трпат постојано тежина. Кога ние дополнително нешто ќе подигнеме или ќе носиме кейси, како што спомнавте, или било што, тоа е дополнителна сила која што уште повеќе го оптеретува сегментот. Сите сегменти, и колената, и колковите, сегде кај што имаме рскавица, сите тие трпат дополнителен терет. Така да, особено во овој сегмент, секако да. Има една клиничка студија која што кажува ние додека седиме, колкав притисок има на дискусот, например на ниво тестирањето е правено на ниво L5-7 и е покажано дека таа сила е во некои килограми од 75, 100, 150, зависно дали ние седиме исправено, дали седиме поднаведнато, дали стоиме, дали лежиме. Значи притисокот е постојано и дополнително со тежина, меѓутоа постојат одредени правила како го растеретуваме, како подигнуваме, како седиме. Значи постојат постапки со кои што ние ги едуцираме пациентите да го олеснат тој притисок. Како би можеле да го олеснат? Еве, може ли да дадете неколку примери? Па прво положбата е многу битна. Добра. Постојат положби кои што повеќе го оптеретуваат одредени дискусии, а има положби кои што помалку го оптеретуваат. Значи така си помагаме, нели? Не мора да трпи тој 100 кг притисок, може да трпи 50. Така. Начинот на седење е многу битен, начинот на спиење е многу битен. Значи положбата генерално лежењето на грб најмалку ги растеретува пршлењето. Бар зборувам за лумбалниот дел. Значи имаме вратен сегмент, имаме торакален и лумбален. Сега ние рбетот ни е малце покомплексен и факт е дека најмногу дискус херни се формираат на најподвижните сегменти од вратот. Вратот, да речеме, го засега C5, C6, C6, C7, лумбално тоа се најчесто L4, L5, L5, L7, значи сегменти кои што се најмобилни, али се најоптеретени и најмногу го верифицираат и го држат, го превземаат тој терет. Начинот на седење, начинот на лежење, подигнувањето, постојат техники и тоа е една наука која што денеска и се дава малце поголемо значење и малце повеќе се тестираат, се следат работите и се вика ергономија. Затоа препорачуваме ергономски протоколи на однесување. Буквално секојдневно, 24 сати. Тоа значи како одиме, како стоиме, како седиме, колку време седиме. Значи нас не е битно и положбата и времето. Затоа што има едно објаснување, нема добро седење. Има ограничено седење. Така. Да, тоа е многу битно да го сватат луѓето, затоа што особено тие што многу долго седат, особено во неправилна положба и особено што се пасивни, тие имаат почесто проблеми со од овој тип, отколку луѓе што градежни работници или некои физички што се работат, што дигаат, затоа што они имаат добра мускулатура, точно се едуцирани како да работат, телото им е подготвено на таков тип на терет и повеќе проблем имаат тие што не внимаваат, а не работат на другите сегменти со кои што може да го олеснат. Докторка, еве, ние имаме некои колеги тука во нашата телевизија кои што користат топка за седење. Дали е тоа добро решение за рбетот? Тоа е добро решение во смисла затоа што седењето на топка е динамично седење. Значи они не се статични и го немаат тој притисок константно. Што е поентата на седењето на топката? Значи они активно го контролираат лево, десно, тоа е балансот го држат на телото и суштината на тоа е прво што дискусот постојано мрда, не е под една директна компресија која што јас би кажала како едно сунгерче кој ќе го притиснете, водата излегува од него и тоа ќе се исуши, ќе почне да пука. Тоа е целата филозофија. Имаме динамично седење на таа топка, а покрај тоа што дискусот нели цело време подмрднува, односно имаме некоја движење и ги активираме мускулите. Мускулите се тие кои што го држат телото, понатака ќе дојдеме во тој контекст дека ако имаме добри мускули, они ќе ја превземат таа тежина и нема да ги оптеретуваме. Значи многу е важна грбната мускулатура, претпоставам стомачната. Апсолутно, целосно грбна, стомачна. Повеќето од нас имаат проблем со стомачна дебелина, значи опуштена мускулатура и веројатно многу фактори се кои што доведуваат до проблем. Знаете, и генетика, и конституција, ние сите немаме исти агли, исти кривини. На тоа не можеме да делуваме, меѓутоа на мускулите можеме да делуваме и на положбата можеме да делуваме, така да
тука треба да се поработи, тука треба да се заштитиме и да си направиме олеснување. Доктор, ќе да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. 3076 677 е добро познатиот телефонски број на телевизија Телма. Доколку се јавите и се вклучите во програма, ќе можете да поставите прашање на кое што одговор ќе ви даде доктор Ирина Попдимитрова Митревска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација во Аџибадем, Систина. Докторке, кој е главниот симптом на дискус хернијата? Дали тоа секогаш болката? Или не мора да е така? Има симптоматски случаи. Значи, ние луѓето генерално е процес на старење, како што го спомнавме. Меѓутоа, болката најчесто е првиот симптом зашто пациентот бара некаква помош. Сега таа болка може да биде од различен тип, од различен карактер, од различна регија. Тука веќе имаме една многу широка симптоматологија која може да ни каже зошто и дали се работи од овој тип на проблем, односно дискус хернија. Дали е тоа вратна кичма, дали е грбниот дел, торакалниот дел од дрбетот или е лумбосакралниот сегмент, така и симптомите се различни. Меѓутоа, јас би кажала дека болката е знак дека нешто почнува да излегува надвор од контрола. Односно, тоа е сигнал што телото ни го праќа и кога би ја немале болката, сигурно би наштетиле премногу, зашто тоа е одбранен механизам на телото. Он сигнализира болка и ни вика нешто се случува и нешто треба да се превземе. Најчесто е болката зашто се јавуваат пациентите, меѓутоа може да биде ако веќе тој дискус е многу излезен во одреден сегмент, може да даде циркулаторни проблеми, може да даде невролошки проблеми, да притисне корен од некој нерв, па да имаме сигнали на трнење, на печење, на жарење, на слабост во одреден дел, дали е тоа вратна со рака ќе сигнализира или во нога. Значи, многу различна симптоматологија, меѓутоа генерално ќе кажам болката е првично дали е многу локална или на некое дистално ниво кое што ќе ни даде сигнал дека се работи за компресија некоја. Се работи ли за многу силна болка, може ли да се јави од ненадеж без никаква најава? Да се разбудиме со таква болка и да не можеме да станеме од кревет? Може. Тоа е типично акутна болка која што настанува веднаш, затоа е таа карактеристична. Јака болка која што не ограничува комплетно да се движиме и која што ни прави голем проблем. И таа ако настане нагло излегување на дискусот и компресија некоја, тогаш е таа акутна. Може да биде и субакутна, да се појави као болка локална, па поминува, па пак се јавува, па пак поминува, или да биде веќе хронична, која што пациентот се навикнува и ја толерира, се адаптира на некој начин, живее со болката и да биде во тип на хронична болка. Од локална до дистална, до некој сегмент кој што го засега и од сите типови на јака болка, некоја што поминува се јавува и само од себе или дури да биде во хроничен тип. Пациентите чувствуваат и кога се движат, и кога седат, и кога лежат? Може ли да кивнат, да се искашлаат и да им се појави болка? Тоа со кивањето и со кашлањето е посебен сегмент, затоа што карактеристично кога киваме и кашламе, ни се зголемува притисокот во абдоменот, односно во внатрешните органи. Тој притисок кога се напнуваме, така да речам, најчесто ни дава појака болка во сегментот, затоа што под тој напон се напнуваме и тогаш повеќе, дури и при кашлање и при кивање се пријавува болката, која што е карактеристична кога тој притисок ни дава дополнителна иритација на болката. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Поздрав и добар ден за него. Добар ден. Еве уште една можност. Добар ден за гледачот. Не успеа да се вклучи во ред. Нека се јави повторно на телефонскиот број 3076 677. Докторке, како се диагностицира дискус хернијата? Дали се гледа на обична рентгенска снимка? Ние првично кога пациент доаѓа со проблем или со болка или со некој мака, така да речам, најчесто најбанална и наједноставна постапка ни е рентген сликата. Ние на рентген сликата ги гледаме цврстите структури, односно ги гледаме коските. Ние не можеме да ги видиме меките структури во кои што спаѓа и дискусот, затоа што тоа е рскавица и не го гледаме на рентген слика. Меѓутоа, кога ќе дојде пациентот и со рентген слика по
податоците што ќе ги каже како тегоби, по клиничкиот преглед и по делумно на рентген сликата ние го гледаме, да речам, просторот каде што треба да биде дискусот, не го гледаме визуелно, меѓутоа гледаме дека има стеснување на тој простор, затоа што меѓу прашлените го гледаме просторот кој што треба да биде нормално висок, слободен, гледаме одредени отстапување и предпоставуваме дека ако тој простор е толку стеснет, дека тој дискус кој што се наоѓа тука е притиснат и прави проблем. Во колку сакаме детално да бидеме сигурни во кој степен е тоа излезено и каде притиска, дали оди централно кон каналот, дали оди во некоја лева или десна, дали блокира некој форамен отвор кај што излегуваат коренчињата, тогаш златен стандард е магнетната резонанса. Значи, помеѓу магнетна резонанца и компјутерска томографија, изборот е магнетна, затоа што компјутерската томографија повторно ги гледаме цврстите структури, ние можеме да поставиме дијагноза, се гледаат променливо, меѓутоа златен стандард сепак е магнетната резонанца, која што ќе ни даде детално, ќе ги видиме буквално и меките делови, односно структурите што не ги гледаме во другите опции. Доктор, ќе имаме гледачна линија, овој пат се надевам дека успешно ќе се вклучи. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во програма сте. Да, желаме да прашам, стрична тегоба им, како вие што рековте, детна во Скопје на магнетна резонанса и кај некој запатентот диско, тамо како го кажа, и на левата рака мускул кочи раката и се искривува. Тука болови многу има. До целата рака имате болка, до прстите? Кај мускулот над лактицата. Так, мускулот над лактицата. А наодот имате магнета направена, имате... Да, има магнетна резонанса, вика се е во ред, али тоа е вика од нервот на... од нервот на кичмата. Так. И сега пие моментално урамил ви дадо и еден гел. Добро. Гел сега ќе ви прочитам само како се вика. Во ред, значи имате гел и некоја терапија дадена и предпоставувам дека прашањето е како да се реши овој проблем и што понатаму да се превземе. Ви благодарам за интересот да се вклучите во телмамбуланта. Повелете, доктор. Ја не знам, јас пациентот го разбрав дека има магнетна резонанса, наодот е уреден. Мислам, на раката колку што разбрав. Да, болката го мачи и раката над лактицата, тоа е ако магнетната некогаш не дава податок дека има дискус хернија која што излегува и притиска затоа што ние имаме за различно ниво може да излегува. Значи зависите затоа ги гледаме на удите, на кое ниво излегува. Дали излегува во лево или во десно, дали излегува централно во каналот, па тука ни прави некој проблем, значи имаме некогаш и не е причината од дискусот, може да имаме од други структури кои што притискаат стеноза на каналот, да има од фасетните зглобови и така натаму, лигаментите да се притиснат и многу други структури што тука се во самиот околорбетниот столб. Меѓутоа, одложеното дејство знае да даде болка во рамо, надлакт, подлакт, шаката, прстите, затоа што корењата од нервите што излегуваат и ние рацете ги движиме благодарение на нервите што излегуваат од рбетниот мозок. И тоа најчесто се ефектира, може да биде како болка, меѓутоа може да биде пореметен осет, да биде во смисла на намален или зголемен сензибилитет, да не чувствувате допир, да е отапеност, да има жарење, пецкање, мравки, како мравки да лазат. И во најлоша варијанта, во колку е зафатена моторната секвела од нервот, тогаш веќе се губи и моторната снага, значи се рефлектира. Зависи кој сегмент е притиснат, зависи во која мера и зависи на кое ниво е тоа се случува. Би можело физикална терапија да му помогне? Физикална терапија секако, меѓутоа во колку магнетот е нормален, постојат и други постапки со кои што можеме да потврдиме. Например, едно ЕМГ, тоа е електромиографија која што ги снимаме дали низ нервот имаме трансмисија на импулс. Така никогаш негде не сме сигурни, дополнително го препраќаме пациентот да потврдиме и да видиме. Сега тоа над лактица може да биде болката и од рамото, може да биде болката и од лактот да шири нагоре, па од рамото. Значи треба да се исклучат, затоа се прави тој преглед. По движења, по податоци, кога го боли ноќе, дење во положба, кога му трне повеќе, сето тоа е многу битно. Затоа пациентот најдобро со тој наот, ако веќе го направил, да се јави кај некој доктор на физикална, може и ортопед, за да се диференцира евентуално
па да се даде смерница до дополнително испитување и да му се помогне зависно да се открие точната причина зошто се јавува проблемот. Тука ќе погледнеме еден блок реклами. Останете почитувани на Телма, продолжуваме со денешниот разговор веднаш по рекламниот блок. За дискус, хернијата и физикалната терапија денеска зборуваме со доктор Ирина Поп-Димитрова Митревска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација во Аџибадем, Систина. Докторки има гледач на линија, да не чека да му дадеме предност и да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден, дали сум во програма? Да, во програма сте, ве слушаме, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Сакав едно прашање да поставам до докторката. Дали е запознаена, дали позитивно влијае нуга без креветот на масажа на кичмениот стол? Добро. Во која смисла позитивно? Дали имате проблем или само превентивно тоа го прашувате? Дали превентивно може да делува и исто да помогне во некои проблеми? Дали имате проблем за да ви одговорам конкретно? Затоа ве прашувам. Дали е тоа превентивно е вашето прашање? Повеќе е превентивно него за проблем. Добро, ви благодарам за вклучувањето. За да знаеме што Така, јасно. одговориме. Да, ги знам креветите нуга без, тие се базираат на жат минерали кои што е конструиран креветот со мобилност, движење на тие, нели, минерали кои што се топли загреени и тие се монтирани во креветот и лежите едноставно се движат тие. Принципот е тука, значи, топлотната, термичката фаза, тие се затоплени и механичката, односно масажата. Генералниот став е дека луѓе треба да одредена проблематика, ако се третира, ако е тоа дискус или нешто, треба да биде под мониторинг и препорака сепак на доктор. Дали тоа може во моментот, а превентивно секоја масажа и секоја топлотна енергија секако е пријатна и треба да се практикува. Јас секогаш препорачувам и одење во бањи, и сауни, и парни бањи, топлината ни е убава, нели? А масажата секогаш е добре дојдена, така да само да зависи превентивно. Да, али со проблематика треба во консултација со некој што ќе го препорача тоа. А како се лекува дискус хернијата? Индивидуален ли е пристапот? Лекувањето секако е индивидуален затоа што првично треба да се направи добар преглед, да се одреди причината, значи тежината, сегментот каде настанува проблемот и индивидуалниот пристап, затоа што ние не можеме да третираме и млада популација, и средовечна, и постара популација, значи имаме одредени пристапи кои можеме да ги третираме одреден пациент, после тоа мораме да внимаваме со коморбидитети, значи што можеме да пуштиме кај некој како и колку можеме да третираме, така да се работи за индивидуален пристап секако, добра проценка на проблемот и на симптомите со кои што се јавува пациентот и можам да кажам дека се започнува физикалниот третман со процедури, физикални процедури кои што треба да се направи добар план и програма што тие процедури на тој пациент би му помогнале и би му го решиле примерниот проблем. Кога истражуваме на оваа тема, физикална терапија, дискус хернија, се појавува еден третман за декомпресија или за истегнување на рбетот. Многу необично изгледа сето тоа кога ќе се види на фотографија, бидејќи се влечат черепот, главата и нозета. Дава ли тој ефект? На што се темели? Да, тоа е една постапка која што ја користиме во физикалната и јас ја применувам во ситуации, меѓутоа строго дозирано и строго кај конкретно каде што навистина по индикација можеме тоа да го примениме. Постапката има неколку називи, тоа е тракција, декомпресија или истегнување, така наредно би го рекла. Значи тоа е механичка постапка која што се базира на принципот да ги истегнеме сегментите на рбетот и во тој пристап да му направиме простор, односно тој дискус кој што е притиснат, механички да го ослободиме и да створиме место да тој дискус се хидрира. Ја мислам да се врати назад. Да се наполни со водичка, затоа што тој е сув, испукан, да му направиме простор и во тој момент кога му правиме ние простор со истегнување, он се хидрира, односно
се ревитализира и постои можност да правиме еден вакуум феномен во кој што има можност тој да се шмука, односно да се врати, али таа веројатност е поголема кај помлади луѓе. Кај постари луѓе тоа е малце потешко да го постигнеме, затоа што процесот на дегенерација, зависно, ако е понапреден, веројатноста дека тој дискус ќе се ревитализира и ќе се врати е потешка, затоа се прави проценка колку е тоа, каде е тоа, на кое ниво е тоа. Меѓутоа постапката е благодарна, имаме многу добри резултати. Колку третмани треба да се направат за да има резултат? Постојат различни протоколи за третирање. Јас во принцип 2 пати до 3 пати неделно го препорачувам, не секој ден, затоа што кога го ја правиме таа постапка, убаво е ден-два да има пауза измеѓу третманите. Пациентот треба да биде дисциплиниран. Тоа значи дека после таа постапка на истегнување, апсолутно, во колку се работи за посериозна проблематика, дури со лумбален појас или со шанцова кравата да дојде до дома и апсолутно да мирува 3 часа, да лежи, за да не, кога истегнуваме рбетот, имаме малце лабилност, имаме малце, нели така, омекнување на структурите и постои можност за да не наштетиме, да биде тоа стегнато, контролирано, да појде пациентот до дома и да мирува 3 часа во хоризонтална положба. Значи, овој метод не се препорачува секому, споменавте, само за помлади? Не секому се прави проценка. Значи, дали можеме со тоа да помогнеме, на кој сегмент е, дали немаме контраиндикација тоа да го правиме, затоа што ако дискусот е во фаза на екструзија, кога е премногу истечан и излезан, и ако има секвестрација, значи имаме фази и тежини на дискус херни, така да не по секоја цена и сегде. Треба да процениме, а тоа го правиме, значи, стручно, на база на наоди, на база на симптомите што ги има пациентот. Меѓутоа, во голем број на проценти дава добар фидбек. Не може веднаш тоа да исчезне и да се врати, треба е тоа процес, постепено, тегнеме со различни тежини, оптеретувањето индивидуално, тежината од возраста на пациентот, од проблематиката, индивидуално апсолутно и следење, мониторирање и дисциплина од страна на пациентот. Да го слушаме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам, до пред 2 месеци добро се движев, 75 години старост. Добро се движев, дури можев да брзам и да потрчам, меѓутоа последниот месец имам проблем, малце така чувствував стегање во половината одзади, како да ми е здрвена половината. И тук така беше 3-4 дена, може би и 5. Натаму еве има една недела, почна болки да чувствувам, страшни болки. Не можам да се мрднам, ако клекнам не можам да станам, со болки станувам, а штом станам да седам или да се движам, полека мислам, нема проблем, не ме боли. А да се мрднам било како или да се наведнам и ако ќе се исправам, значи ненормални болки, дури телото реагира, самото тело реагира значи дури ненормално, несвесно. Јас ме молам за што се работи, да ми Болката е само ограничена во крстот, кажавте, или сепак се шири во ногата? Тој дел, ама легнување, станување, како да е од двете страни, левата и десната страна, како месото да ми мрда нацел, како месото да ме болка од месото чувствувам, не од коска. Така. Можете ли да основа на ова да дадете проценка? Добро, во ред, ви благодарам за вклучувањето во програма. Еве сега докторката ќе даде самата болка, ние знам дека нешто се случува, има проблем. Сега морам да објаснам дека во одредени ситуации, во колку се почне проблем и се појавува проблем, ние имаме и телото, секој тело има свој механизам на одбранбен, значи на одбрана, односно одбранбен механизам кој што прави едно заклучување, односно спазам на мускулатурата. И тоа е еден механизам кој што не штити за да дополнително не направиме некои поголеми оштетувања, приклештувања и така натаму. Така да спазамот што го чувствуваат пациентите при тие движења и тоа ограничено наведнување, тие механизми се од околните структури, мускулите или некоја информација стигната дека нешто се случува и самото тело почнува да се заклучува, така викам јас, односно механизам на заклучување.
спазамот прави болка, ограничената подвижност. Во оваа ситуација, значи дефинитивно треба да се направи некоја инвестигација, во најмала рака рентген слика, да се направи преглед и да и се помогне на пациентка да се види зошто тоа се случува, од кога, она кажува кога ќе се раздвижи малку и е полесно, промената, движењата и се ограничени и болни, дали е спровоцирано, дали има некоја повреда пат, дали е тоа од компресија, али рентген сликата во прва линија секако ќе помогне да се направи првичната идентификација на отстапување на во тој дел од сегментот од реброто. Уште еден гледач ќе вклучиме, мислам дека има време, да, добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во програмата. Да. Сакам да поставам едно прашање на докторката. Повелете. Јас сум стоматолог во пензија. Така. Па пред едно 3-4 години сум веќе во пензија и почна да ми се јавува болки на левата страна, во плешката. Таа болка се јавува не од сабајле, ноќе нормално спијам, немам никакви проблеми, меѓутоа кога ќе станам и после кога ќе почнам да работам, околу 12 сат почнува да ми се јавува една болка како стегање, полека како заклештување некое. И тој спазам како на мускул некој, трае скоро цел ден. До не легнам да спијам, да се одморам и утре дента пак се појавува. Така, сте пробале нешто да се истегнете, да ставите топло? Да. Што ви помага? Одев и на физикална терапија, кинезитерапија нешто применував и така. Меѓутоа после извесно време пак се појавува болката. На истото место како на една точка се јавува и потоа тоа постепено почнува болката да биде се посилна и посилна. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Пациентката била на физикална, веројатно можеби тоа смирува и сето треба да се детектира. Дали е проблемот таа болка што е во грбот околу лопатките што викаме, често пати генерално може да биде од мускулна природа, затоа што мускулите кои што ни го држат телото во една исправена положба се постојано напрегнати и они се во една контракција за да ни го одржат право телото. Така да честа проблематика е да тие од вратот, на кај лопатките, мускулатурата да има згрчена фаза и таа згрченост прави болка. Пациентката кажува и како точкасто е дури, значи тој спазам во длабочина, зашто ние во грбната регија имаме во многу слоеви, 3-4 слоја имаме мускули, са тој мускул дали е тоа положба, кажала стоматолог, можеби претходно биле некои положби провоцирани, малтретирани, злоупотребувани, така да речам, нели еден ист сегмент е постојано во некоја активен и тоа нели со тек на време положбите спиење, она кажува дека наутро додека стане, значи тоа ни кажува дека пациентот ако спие во некоја положба која што исто дополнително малтретира, и тоа може да биде наутро, после раздвижување се опушта, треба да се види, да се разграничи дали е тоа од мускулна проблематика или сепак и рбетот е засегнат, така да тука да се направи точна, да се открие причината за проблемот и да се решава. И сега тоа решавање, спомна пациентката, кинезитерапија, тоа е лекување со вежби. Пациентите малку кога го прават, тоа им е добро. После некое време се опуштаат, прекинуваат со тие активности, со вежбички, па после повторно им се појавува. Значи, треба во континуитет да се вежба, затоа што тоа е решение со кое што они ќе го прихранат тој мускул, ќе му донесат енергија, ќе му донесат крв, а ние кога имаме крв и храна во мускулот, тој ќе биде витален и нема толку да ни прави проблеми и да ни јавува болка. И за дискус хернијата, обично пациентите велат дека чувствуваат подобрување само додека трае рехабилитацијата, потоа се влошува, често е тоа. И дали понекогаш, докторке, физикалната терапија може да им ја влоши болката на почеток? Имаме ситуации кај што ја влошува. Значи, некогаш можеме да направиме добра проценка и јас обично во акутните фази многу лошо може телото да препознае некоја промена и да ни даде да ни сигнализира со појака болка. Да, во тој случај треба да се прекине физикалната терапија и не треба нели да му ја отежнуваме болката, односно зголемуваме болката на пациентот. Најдобро е тоа да акутната фаза да се смири, да се стабилизира и после нашиот протокол да се започне. Генералниот став, меѓутоа има индивидуална проценка, така да знае да влоши болка и пациентите, можам да кажам дека они почувствуваат олеснување во текот на терапијата
и оставаме простор тие 3-4 недели да доодработи тоа што сме го работеле, така викам, нели, да се стишаат работиве, да се вратат у нормална, да се направи таа регенерација, циркулација, ревитализација колку може, така да они бенефитот го чувствуваат, али во колку не се реши примарниот причинител. И ако пациентот не поработи да го реши, ако ви имате мускулна болка заради лошо однесување и ова, ако не го решите причинителот, болката повторно ќе се врати. Доктор, ќе ви благодарам за јасните, конкретни и концизни појаснувања во денешната телма амбуланта. Ви благодарам и вас на гостувањето. Јас само би надополнила тој континуитет пациентите да го запазат на вежбање и би кажала дека кога ќе завршат во делот на физикалната рехабилитација, ние ги едуцираме, ги вежбаме, ги даваме протоколи, ги обучуваме да вежбат. Меѓутоа, после тоа пациентите се оставени малку сами на себе и секогаш се прашуваме дали правилно вежбаат, дали редовно вежбаат, дали има прогресија во вежбањето, затоа што не може да се застане тука. Тоа е еден процес кој што е постојан, со прогресија, со промена, со зголемување на обемот на вежбите и така натаму. Можеме да направиме една цела емисија за тоа да ни појасните дали масажи, какви вежби, јога, каков душек за спиење, дали се спие на стомак или центар каде што тие пациенти ќе имаат услови тоа да го прават, а да бидат мониторирани од стручни лица, да бидат под контрола и да го прават на вистинското што треба. Ви благодарам уште една за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тука заокружуваме денешната тема амбуланта, во која гостинка ни беше доктор Ирина Попдимитрова-Митревска, специјалист по физикална медицина и рехабилитација во Аџи Бадем Систина. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. До гледање.